Иако егото е личен печат на една личност, една стара мудрост гласи дека премногу его може да го убие талентот на личноста, бидејќи кога човек ќе помисли дека е најдобар и дека едноставно му се може, секогаш се појавува некој кој што е подобар од него и ќе го повреди егото на суетната личност. Суетата не прави да ги криеме емоциите, да се правиме нешто што не сме, да бидеме горди и чувствителни на критика. Историјата е исто така сведок за тоа дека од суета биле започнати многу војни. На тема его и суета направивме кратка анкета, а поразговаравме и со психолог. Се вели дека треба да ги правиме нештата. Бекстејдж повторно истражува. Што всушност значи егото? Дали е наш пријател или непријател? Оваа тема ја разлабочивме на стручен начин со психологот Николина Ивановска-Котевска, но не интересираше и вашето мислење. Да видиме што има Николина да ни каже за егото, а и да ги погледнеме вашите одговори на прашањето. Егото е наш пријател или непријател? Егото всушност е дел од теоријата на Фройд за структура на личност. Его во буквален превод значи јас. Оваа теорија на Фройд има три сегмента. Едното е идот, второто е суперегото и третото е егото. Егото всушност представува балансот помеѓу идот и суперегото. Во идот ни се сите наши нагони, сите наши вродени нагони, мотивите со кои што се раѓаме, односно нагонот за исхрана, нагонот за жет и сексуалниот мотив, а во суперегото ни се оној критичарот, Фройд го споредува и со улогата на таткото, тука ни се наоѓаат моралот, етиката и така натака. Егото е всушност балансот помеѓу идот и суперегото. Како всушност егото влијае врз нашите одлуки и дали воопшто влијае? Па може да кажам дека е едно од клучните нешта според кои што ние ги носиме нашите одлуки. Во зависност од тоа какви одбранбени механизми користиме, огромно има влијание врз тоа какви одлуки носиме. Сега дали егото е негативно нешто или позитивно? Што мислите, дали е наш пријател или непријател? Како влијае? Дали ќе биде наш пријател или непријател зависи од балансот, повторно ќе повторам, кој што го има. Инаку вака чаршиски знаеме и да ги измешаме поимите его, егоизам и егоцентризам. Кога зборуваме за силно его, всушност зборуваме за егоизам. Егоизмот знае да ни биде и непријател, меѓутоа доколку добро се познаваме себе си, тој ни е и такаков. Нашето силно его директно влијае на тоа да имаме ние да знаеме како да поставиме силни граници, да се познаеме себе си, да ги познаваме и другите, односот со другите, така да егото обично и егоизмот има многу по-позитивни работи отколку негативни. Егото дали е наш пријател или непријател? Пријател. Зошто мислите така? Па човек без его може ли? Непријател. Зошто мислите така? Затоа што луѓе со его обично прават проблем. Непријател. Зошто мислиш така? Пошто е его. Па се егото е многу блиско до гордоста. Гордост да се има е доволно, его е штетно. Тоа. Мислам дека е наш непријател и дека не мора да биде со нас. Па во секој случај непријател. Зошто мислите така? Па прекумерно не е добро да се има его, тоа може сигурно да биде непријател, но во некоја мала доза може би и да биде корисно. Егото треба да се заборави и да бидеме сами своји природни, без его. Што непријател. Зошто мислиш така? Па, не знам, може многу лошо да влијае кон сите. Да. Најчесто лошо влијае. Иако некогаш најде да биде пријател, ама во големи случаи, посебно денеска, најчесто е непријател. Па кој како го сваќа, за некого е пријател, за некого непријател. А како вие тоа го сваќате? А јас како пријател. Можеш многу да си нашиш на самиот себе си и за работата, и со газда, и со неправење работи каде што се надредени, луѓе што ги кажуваат. И така, јавно што многу мислење. Па мислам пријател. Зошто мислите така? Па не знам, за поголем успех. Зависи во кои моменти. Во некој е добро, во некој е лошо, ме разбирате? Генерално човек треба да биде самокритичен, да ги почитува другите, да се почитува самиот себе си, ама и другите. Непријател. Зошто мислиш така? Затоа што мислам дека кога го слушаме егото, нема да стигнеме далеку. Така да егото треба
со